ова утро колешката Рената Екимович, која е дежурен репортер на терен, се наоѓа во фабриката Усје. Има своји соговорници, па да не должам јас многу со нејавата, можеби секако Рената со соговорниците ќе ни каже нешто повеќе за она што ги загрижува секако граѓаните пред се на градот Скопје. Повели. Добро утро, Марија и Елена, добро утро до сите наши гледачи. За жал, ете, од прекрасната репортажа на мојот колега Димитар Бабалков ќе мора малку во реалноста да ги вратиме нашите гледачи и да ги запознаеме и да одвоиме време да зборуваме за една многу неубава тема, ќе кажам, еден проблем кој што него засега само Скопје, а засега цела Македонија. Имено последните неколку недели веќе на социјалните мрежи, во медиумите актуелно се зборува за загадувањето, но и за се она што Македонија го увезува од странство, од западноевропските земји, а се пали тука кај нас. Моите соговорници од Движење за чист воздух ќе ни кажат колку тоа е законски регулирано, колку смееме, колку не смееме да го правиме и што е она што ние како граѓани треба да го учиниме за конечно да се спротивставиме против загадувањето на животната средина, затоа што истото загадување ни влие и на нас и на нашите животи. Добро утро за Маријан и Жаклина. Маријан, пред се вас ќе ве прашам прво една, ајде да кажеме, еден заклучок или она што се случува во моментов во Македонија, ете и во Скопје, но и во другите градови е поврзано со загадувањето и оној увоз на отпад од странство. Токму така. Можеме да констатираме дека овој отпад кој што се носи во Македонија, тој отпад не е намена за складирање, односно институциите тврдат дека не бил складиран. Ако не бил складиран, тогаш тој не е ни преработен, бидејќи немаме такви капацитети, ни останува само можноста да го гориме, односно тој да се користи како алтернативно гориво. Ако видиме кој години имаме најголем увоз, тоа се 2015-2016 години, ќе сватиме дека тогаш и загадувањето беше најголемо, тогаш и граѓаните највеќе излегува на улиците да си бранат животната средина. Значи поврзаноста помеѓу увозот на ваков отпад и загадувањето е огромна. Дали постојат регулативи кои што утврдуваат и кои што регулираат што ние од отпад смееме да увезуваме и да се користи за индустријски цели, како што ете и пред некој ден, тоа е смислам дека вчера објави градоначалникот на Скопје Петар Шилегов, кој што тврди дека овие отпади кои што се увезувани се искористени баш за вакви цели. Постојат ЕУ директиви, тоа е ИЕД директивата и WE директивата. ИЕД е за контрола на издувни гасови, а WE е за токму за отпадот, за третирање на отпадот. Тоа стои во ФИОКа 2016 година во Министерството за животна средина и до ден денес не е во собрание ратификувано. Исто така на социјалните мрежи во медиумите излези и веста дека нашиот сосед Бугарија го апси министерот за животна средина за тоа што е дозволено и нели ги фатија оние камиони, тоест возови со отпад кој што е увезуван поради кој што декларацијата која што била дадена не соодветствува исто со она што се нашло во самите возови. Се наоѓаме пред Усје баш за тоа што излегоа и фотографии кои што укажуваат на тоа дека ист таков отпад се увезувал и тука, дека камиони чекаат да влезат внатре и тој отпад да се пали. Дали можеби имаме некоја подетална или дали можеби имаме во меѓувреме добиено повеќе информации за тоа што се случува кога станува збор со овој отпад, затоа што веќе сликите ги имаме, ги видовме, дали нешто се превзема од институциите? Па можам да кажам дека Бугарија е многу понапред од нас како држава во борбата против загадувањето, кога тие успеа да уопстат еден министер кој што од владеачка структура, тие се многу понапред од нас, бидејќи кај нас јавното обвинителство па пред 10 дена даде едно известување дека се е во ред, например, со работењето на Дрисла, што и ние и во тоа се сомневаме. Кај нас не видовме некој позначено поместување во оваа насока, така да сметам дека се додека сме надвор од границите на ЕУ, ние ова прашање многу потешко ќе го решаваме. Веќе треба да го решиме со цел да ни солесни пристапот до портите на Европската Унија. Во собранието требаше да има една расправа поврзана со оваа тема. Што се случи? Расправата е одложена. Значи партиите едногласно се договорија дека ова не е толку битно, не е тоа толку итно, така да ја одложи оваа расправа. Можам да кажам дека овдека
се сомневаме во една поврзаност на бизнисот кој што го поради која е причината ова загадување и со партеничките клупи. Ова ние денеска што го дишиме представува нечи бизнис, представува нечија заработка, нечи профит и можеби нечија провизија. Ова мора да престане. Госпоѓа Жаклина, информациите се дека барем најголем дел од отпадот е увезен од Италија. Зошто баш од таа земја и што е се она што може да ни се случи доколку ние продолжиме на вистина, тоест институциите продолжат да го дозволуваат ова? Што може да очекува македонскиот народ? Доколку не се воведат, не се усвојат, значи ЕУ директивите кои чекаат на ратификација, каде што самата ИЕД директива дава значи контрола на издувни гасови и тешки метали, вклучително и жива. И најважен е мониторингот, затоа што на секој фабрички оџак треба да има значи мерна станица и во реално време да ги добиваме резултатите, значи на веб страницата. Во реално време, значи ние граѓаните да бидеме информирани за секоја секунда што се случува во оваа држава. Заради тоа ние се сомневаме дека се кочи усвојувањето. Ова што е во собрание е само еден сегмент. Значи се бара забрана на увоз на отпад за горење. А додека отпад како суровина и комунален отпад не е забрането, останува на снага. Сега, значи и да се усвои ова што е сега во собрание, постои опасност, например цементарница има дозвола за горење на отпад, значи може да го увезат како суровина. Така да не сме завршиле, значи и да се усвои ова, не сме го решиле проблемот. Што е она што ние како граѓани, невладини организации, медиуми треба да направиме или да превземеме, се со цел да извршиме притисок врз власта. Многу е жално кога партиите, политичките партии стануваат во единство, се вклопуваат, кога најмалку треба, а тоа е кога треба да им помогнат на граѓаните, тогаш најмногу треба, тоест да се здружат заедно, ама сега во овој случај се здружуваат за да им одмогнат на граѓаните. Како граѓаните, ние, медиумите, невладините организации, треба да извршиме притисок за еднашка веќе да ставиме крај, стоп на ова, затоа што, како што и кажавме пред вклучувањето во живо, луѓето посебно во овој район тука умираат, но и луѓето во цела Македонија, затоа што Скопје и Македонија ги поместува границите на загаденост на воздухот во светски рамки. Прво, граѓаните треба самите да се информираат. Значи, можеме многу лесно да провериме на интернет и за ова ѓубрето што доаѓа во Македонија, зошто се увезува, да кажеме конкретно од Италија. Цената на тоа ѓубриво е поевтина. А ако проверите и во балканските медиуми и во италијанските медиуми, ќе видите една поврзаност со некое време кога царувало таму италијанската мафија, па некој многу тежок, можеби радиоактивен отпад се распределил по тие ѓубришта и доаѓа денеска ситуација да ние од таму увезуваме и да го користиме тоа ѓубриво за горење. Тоа е многу опасно ако е вистина. Граѓаните треба да возбратат, односно, еве ние како граѓански активисти, екоактивисти, дури бараме и целосна деполитизираност на Министерството за животна средина, односно тамо да застанат граѓански екоактивисти и да застанат докажани експерти, а да не биде составено тоа министерство од политичари. Маријан Жаклина, ви благодарам за сите споделени информации. Ова е една тема која што навистина бара голема дискусија и многу информации кои што треба да се споделат со граѓаните. Наветуваме дека ете ние ќе останеме во контакт и понатака и дека редовно ќе ги информираме граѓаните за се што се случува и се надеваме дека наскоро ќе имаме некое поместување. А да сите наши гледачи ете се надеваме дека политичките партии некогаш ќе се здружат заедно со цел да им помогнат на граѓаните, не да им одмогнат, што останува до нас, ние како
како граѓани треба да се потрудиме и на најмал начин да го спречиме загадувањето, она што е во нашата можност, но и ете, би рекла сите оние протести кои што се организираат против загадувањето на воздухот, треба да бидеме помасовни за да им покажеме на властите, на институциите дека државата и животната средина е наша, тие се на власт благодарение на граѓаните и ние заслужуваме да живееме во една животна средина каде нашиот живот ќе биде безбеден. Рената, изнесовте поразителни факти со твоите соговорници за тоа во каква животна средина живееме. Мене ме интересира само едно твое видување со оглед на тоа дека многу се шпекулираше во јавноста за камионите кои што се таму и чекаат со сомнителен отпад. Дали можеби утринава ги забележавте истите? Ова утро јас не успеав да забележам такви камиони, но искрено да бидам немав ни премногу време за да можам да разгледам од мојата лева страна каде што всушност се и паркирани, но во оние инсерти кои што ете имаа можност да ги видат нашите гледачи, тоа се слики од цементарницата Усија кои што покажуваат што се внесува внатре и како всушност отпад се внесувало, а од сите страни еве мојата соговорничка вели дека во овој момент еве овој камион кој што позади може да го видите, еден од оние кои што всушност го носат отпадот во цементарницата Усија. Јас ви благодарам за ова вклучување, ќе ја следиме и понатаму приказната со Усија и се разбира она што се гори во Македонија, а се увезува од странство. Ти благодарам за ова вклучување, те очекуваме многу наскоро од Хербал Плюс.